Реплицирам на дел, пошто беше споменат и Социјалдемократскиот сојуз, во делот на потпишувањето и на Преспанскиот и на Францускиот договор, па вие, драга колешке, ги добивте изборите, ветувајќи дека ќе ги поништите и Преспанскиот и Францускиот и дека ќе го вратите името Република Македонија. Не видовме ништо и многу гор. Ве молам само јас молчев, ве слушав, да се испочитуваме, да. И така да гордо си го користате сите вие името Република Северна Македонија, немаме никаква постапка ниту за поништување на Преспанскиот, ниту за поништување на Францускиот договор. А вие се гордеете со тоа? И да не забораваме. А вие се гордеете со тоа што го доведовте македонскиот граѓанин да биде коса црта колешке? Се свежи дали се гордеете? Падите кои што ги правеа ВМРО тоа што македонските граѓани не се македонци, туку коси црта? Дали еве ве прашувам? Без нервоза? Не, воопшто не се нервирам, јас само ве прашувам. Се нервираат македонските граѓани, поштувана колешке. Не, ама имате право, после ќе зборувате, ќе ви даде новинарот право да не упаѓаме. Јас не упаднав ни во едно, ве слушав, сега сакам јас да одговорам. Ти вака ако зборуваме, нема да слушнат пораката ни од мене, ни од вас. И да не ги заборавиме тефтерчињата, се уште не се свежи, тефтерчињата кои што се оставени во наследство на ВМРО и двоецот Михајло Маневски со неговата сопруга, која што беше тогаш судика во апелационен суд, како ги кроја листите на подобни суди. Судството е, упадот на ВМРО во судството го разори целото судство. И вие не можете за кратко време тие инсталации што се внатре да ги тргнете. И јас никогаш нема да се согласам и да ги генерализирам работите дека сите суди се нечесни, сите се корумпирани.